Тоа беше еден голем шок за мене и за моето семејство. Јас сум мајка на дете кој исто така го помина или го победи ракот. Јас бев сигурна дека ќе се борам, исто како и моите родители. На 12 години ми беше диагностицирана остеосаркома. Тоа е еден вид на канцер на коски, во мојот случај на левото колено. Сам дека таа наивност на тоа што ја не знаев што ме очекува е тоа кое што ме водеше понатаму. Јас бев сигурна дека ќе се борам, исто како и моите родители. И мојата мотивација всушност е да бидам, не можам да бидам мајка на сите, но барем мајчински да ги прифатам сите овие борци кои успеале да најдат начин како да го победат ракот. Заедно се разбира со медицината и со нивните родители. Околу 40 македонски деца годишно заболуваат од канцер и загрижувачки што нивниот број постојано расте. Тие што ќе ја победат болеста, потоа се сочуваат со останатите предизвици. Цела школска година ја пропуштив. Друг проблем кој што се јави беше всушност самото образование, кое што цело 6-то оделение јас имам некоја голема празнина во образованието. Исто така бев оддалечена од своите другарчиња, се работи за возраст во која што е малку потешко да се објасни што се случува со мене. Верувам дека најдобро се обиделе да им објаснат, но никој од нив не разбираше, така што поддршка од пријателите во тој период немав. Една болничка соба каде што детето лежи само, каде што е избоцкано, каде што го боли, каде што терапијата му предизвикува многу непријатности. Единствената сила која на детето му ја дава да се бори е родителот и неговата љубов. Сметавме дека оваа куќа мора да биде едно гнездо или место каде што тие ќе си земат сила за да можат на детето да му помогнат во болницата и во неговата борба. Секогаш кога одам на клиники, кога гледам колку ситуацијата не е променета од кога јас се лекував и колку многу работи треба да се променат, тоа ми е голема мотивација за да помогнам.